заедно со градоначалниците од Вардарскиот плански регион, заедно стопанствениците и градоначалниците да поразговараат и ги утврдат приоритетите на тамошен развој на овој значаен регион во Македонија. Знаете дека е тоа 16% од територијата на Република Македонија. Знаете дека тука се практично остварува 17% од извозот на Република Македонија и што е посебно значајно, тоа е единствен регион во Република Македонија плански во кој што имаме значаен суфицит на извозот над увозот, што значи дека во најголем дел 57% од бруто домашниот производ се остварува во реалниот сектор во овој плански регион и дека е најголем извозен регион во Република Македонија. Така да сето тоа ни дава за право да висок приоритет во нашето работење дадеме на поддршка на компаниите од овој регион и стварање инфраструктурни услови за нивното понатамошно подобрување на економската позиција, особено во делот на намалувањето на нивните трошоци и постигнување конкурентност на нивните производи на западните пазари кои што се доминантни и главни во нивните извозни активности. Сето тоа треба да резултира со еден поттик во наредната година компаниите од овој регион да остварат уште позначајни резултати, а Стопанската комора на Македонија и локалните самоуправи да помогнат во тој процес заради тоа што тоа е и основа на нашата главна преокупација да оствариме поголем раст на бруто домашниот производ и поголем извоз, бидејќи Македонија како мала економија нема друга алтернатива. Посебно сакам да нагласам дека компаниите од овој регион од Вардарскиот плански регион се водечки во работењето во Стопанската комора на Македонија. Тие се наши најзначајни членки кои што допринесуваат во подоброто работење на комората, во стварањето на нови услуги и представуваат гордост во нашата работа. Ова беа и мои определби и мои заложби од пред една година, кога на една средба со сите, со поголем дел од стопанствениците, си изедов за обврска заедно со водечките бизнисмени од градот да иницираме една постапка за отварање на канцеларија на регионална стопанска комора. Целта беше и покрај отварањето на канцеларија да се превземат одредени активности, нормално во склад со програмските определби на Стопанската комора на Република Македонија, кои што се во правец на унапредување на стопанството, во правец на интервенции во легислативата, сето нели со основна цел да подобрување на бизнис климата во Република Македонија. Ова посебно го потенцирам затоа што сигурен сум и знам дека во периодот кога беше најголемиот ефект, лошиот ефект од економската криза, Стопанската комора на Република Македонија беше активен чинител во лобирање за мерки кои што подоцна ги носеше владата и кои што ја ублажија таа криза. Ако тоа се чинеше на глобално ниво на државата, зошто тоа да не се прави и на регионално ниво? По мој предлог се надевам дека тоа ќе го реализираме во блиска иднина. Со претседателот на регионалната стопанска комора ни следи една посета на општината Кемал Паша во Измир, кој што е фактички индустријската зона или индустријската област на цело Измир, со кое што неодамна се побртимивме, каде што основна цел ќе ни биде зближување на одредени компании со наши компании од регионот и пошироко, како и можност за привлекување на одредени компании во Кавадарци и пошироко. За бизнис секторот од Кавадарци, отварањето нова регионална канцеларија на Стопанска комора ќе значи поголема достапност до самите компании, поголема инволвираност во самото работење на Стопанска комора и учество во сите проекти кои што учествуваат општините и Стопанската комора Република Македонија.